da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Narva treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme. Toj srci tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj v lice, ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj srci tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Sine! Mamicka! Sine, mamino! Dedo, ovo je majka mi. Čedona majka. Gotov sam, a? I ako sam gotov, sakam doma da si umra. Bolesna. Rezultatите su odlični. Žile! Pred malku se venčavme, vidi. Neka ви е со среќа. Јас, господине Живко, ви должам вам едно големо извинување за тоа што ве нареков еднаш глушец. А вие сте биле лав. Еве, гледаш? Овде горе си оди една голема тежина. Сваќата ти ја сместив. Тоа е прво. Каде, бе? Во едно станче. Гарсонјера. Пари? Платено. А чув и станчето на благичето твое при крај. Што сакаш уште? Ништо, бате Боше, ништо, ништо. Да, доста, не ме лигави. Дупенец стана дедо. Кој е како тебе сега? Абе, чудно се чувства. Нешто од како се роди внукот, како друг да сум, како нов да сум, се умот таму ми оди. А јас да ти родам едно тогаш? А зетот го криете? Срамежлив е. Тивок, мирен. Ни свадба видовме, ништо. Мамо, сакам да го видам бебето. А, бебето спие. Чудни луѓе сте. Ни благето го видовме трудно, ни зетот. Стриконауме,
Здраво живо. Внучко. Како ми си? Убав тој. Варно. Варно, така ми како? Ти? Си ме барал нешто? Да не е боле некој? Тате, мама, стринка да не ти е болна? Те барам. Слушај, никој не е волеме, никој. Така. Да не брзаш. Не, како оди Пазаров? Бери чатора се. Добре, а? Само татко ти е тронеарен. Вчера се случнав на телефон. Ништо не рекоја. Абре, внучко, затепајне си и ти и онај мојон. Месец и пол сумбре доја на пазар, еднаш не дојде да ме види. Тате ти треба нешто, ова, она. Што сорта ќе бевте, бре, мајката? Што му е на татета? Мене ме прашуваш? Нека е дупени, а колата, децата, невестата, појди види ги. Нека е дупени, ама јас тука растрчан, бизнис, работа, наваму, натаму. Маре, исто ко Сидми, се негде брзате, трчате. Слушај, мигрејт се да остам, твои не на село. Дрва нема 2 недели, се смрзнуваат како пци. Дрва нема, што не се јават, за дрва е лесна работа. Татко ти 2 недели не е појден по надвор. Вчера плачеше. Брат ти дојде некни, појде в кооперација си спијани комагаре од 2 дома го однесоја. Значи многу болен е тате, а? Многу. Слушај, внучко, страмота е ова што го правите со нас. Ме разбираш? Ако сме ние на село, села ли сме? Ама и ние сме луѓе. Не сме ајвани. Добро, ете, ќе одам, ќе ги видам. Тебе да не ти треба тука нешто, јаден си, гладен си. Не ми треба ништо. Се ми е погодено и јаден и напиен. Дебе да ти пратам некој јаболко за дома. Ајде. За децата. Ајде. Така. Ајде со здравје. Полајти, да ви живее. Ајде. Стана тата и мама? Стана. Ајде да им направиме нешто за појадок и му донесо фалва ми нараче тате. Знаеш што? Што? До тука ми е и од твоите тата и мама и од тебе. До тука. Дојде брат ти ги товари како компири и ги однесе со автомобилот. Абе кај? До мене не се ни поздравија. Абе кај ги однесе, нели требаше татета да го носи на преглед, на контрола на болница бе? Требаше, ама наеднаш му стана поарно. Може некој да ми објасни што се случува? Користам годишен одмор за нив, а тие цело време надуени, нерасположени. А циркусот што го направи мајка ти вчера може да се види само на филм. Ајде, свари едно кафе тука. Кафе? Море ќе си ги соберам парталите и џом да ме нема. Каде бе, кој партали бе? Стално со тие партали. Те има, те нема, те одиш, се враќаш, како кучето леси си. Така ли? Така ли, така ми како? Секое доаѓање на моите родители низ нос ми го вадиш тука. Да не сум јас виновна. Па, не си ти виновна. Јас сум виновен. А знаеш зашто сум јас виновен? Зашто имам татко и мајка. Мајка ти вчера ги собра сите соседи. Верче ја стрижеше во дневната таму, целодневна ми е соблакна. А татко ти едвам го соблековме за да го снимиме. Цела болница се собра за да го соблече. Ајде, има уште нешто, мели да видиме. Има. Што има? Мајка ти вчера пред сите ме направи пачавра. Излезе дека половина од колегите ми се љубовници. Ајде бре, тамо. Ненормален. Подам да пријавам испит. Оди. Живко спие. Реков Живко спие. Фала што ми кажа. Што ти е тебе? Ти да не си јарна? Оди. Кога ќе се вратам, ќе се видим.
Познаваш некоја Горде? Горде? Не. А Горде! Имав една братучета, ама таа се викаше Гордан. А сега како се вика? Сега се вика Горде, ова што се викаше Гордан. Ај чао. Оди. Не можам да те гледам. Блаже? Добро утро. Кај се другите? Не знам. Невесто, ќе ми свариш се едно кафенце? Ама без шеќер. А? Пеглам. Гледам дека пеглаш. Нема кафе. Епа треба некој да купи. Сега имаш стан. Ти купивме. Најди си некој да ти вари, лесно си наоѓаш. Невесто, ти нешто така како да си нервозна? Види, ако ти е тешко, ти слободно развикај ми се. Јас сум учена, мене не ми е прв пат. Со тебе немам ништо. И немам намера да имам. Ти немаш, ама јас имам. Ти имаш син. Расчистувај си ги работите со него. Оди ти мене не ме викаш мамо, мамичке. А и на име не ме викаш. А убаво ми е името. Марта. Шубо име. Ти само си го кренала носот до небо. Носот си е мој и можам да го кревам до каде сакам. Да, ма ми го упропастивте детето. Блаже мој нерасположен, тажен, скршен. Кога гледам бремене ми се плаче. А мене ми доаѓа да врескам и да... Слушај, жено, немам намера со тебе да тргам празни муабети. Имам работа. Море ќе ве средам јас вас сите. Сите убаво ќе ве дотерам. Почна и да се пијанчиш. И ми во оваа куќа само пијан можеш да живееш. Оди фрли 2-3, да ти се избистри мозокот. Мене мозокот ми е бистар. Гледам... Не спиете веќе заедно со блажета моја? Ме влечеш за јазик? После сите навреди што ги доживеа во ова куќа, најубаво си се чувствуваш во својот хотел, во некое темно сопче. Истиот речник на мајка ти. Слушај ти, глувче едно глувчасано. Ке си ги соберам и син ми, и внучето, и магло од оваа лудница. Син ти можеш да си го собереш веднаш, а за внучето малку ќе попричекаш. Ау, види мајката. Немој случајно да си го пипнала. А кој ќе ми забрани? Јас. Ај да видам како. Ма подалеку од мојот син. Подалеку од мојот син. Како мислиш? Ма ти нормална ли се мори каква? Бачиш, или ќе убија? Боже, синко, помагай, гледај што ми прави жена. Мамо! Гледај како ме тепа, жена ти како Чекај, ме Благи! тепа, гледај! Академски граѓани, мислам, живееш тука со академски граѓани. И вие сте ми биле. Ко мајмун да ми се обеси на глава, не е сред. Што ти е тебе? Ајде, глупче. Ти не си нормална. Да, мене, деси. Добре, ќе отепам, видија. Мамо, што ти зборував јас тебе? Што се ми зборувала? Се сеќаваш? Ништо не се сеќавам. Мислиш, мене ми е лесно? Шипинки ми е лесно, слушавам, ти ме пикна во оваа куќа. А, јас значи. Ти затоа што си себична и затоа што си лакома. Така ли? Така. Значи сега јас сум за се виновна, така? Ти. Браво. Наместо да ми помогнеш, ти правиш глупости. Што ти помогнаме? Како што да ми помогнеш? Во каша сум повторно. Пак ли? Заглавив со онаа Горде. Абре, синко. Ти заглавуваш со кого стигнеш, синко. Ама после мене ме тепаат. Гледај со кого имаме работа, ќе задавам. Ќе задавам. Чекај! Не си
конечно. Добар ден. Го носевте внукот во градинка. Ајде, полицајка? А не, соседка, нова, најнова. А пап, горе. А пап. Горе. Ајде, Комшика, горе, соседка. Што да е, да. Така. Ова за внукот погодивте, а гледам вака читан човек. Сигурно имате некакви други информации. Имам. Ајде. Да, имавте до вчера полна куќа со луѓе. Така. Станот ви е нешто во хороскопски знак девица. Девиците сакаат многу пари, сакаат многу зени. И сега имате намера да правите нешто со станчето. Со станчето. Ете, да. Многу знаете. Да, знам. Шокиран сум, страшна Ќе го работа. шокирам. работа. Знаете, собирањето информации ми е хоби, меѓутоа со тек на време хобито ми прерасна во професија. Еве, например, знам дека имате болен татко, многу сте врзан за вашиот татко, а тагата ви се познава од километар. Така. Така. Ама не знаете нешто друго? Што? Кога сум тажен правам чуда. Страшна работа. Екстра. Ако не знаете, ќе дознаете. Браво. Да. Тоа не ме плаши. Така? Да. Знаете, кај вас е важен првиот чекор, меѓутоа има еден мал проблем. Проблем? Да, многу ја сакате вашата сопруга. Така е, точно. И многу е важен првиот чекор. А кој е тој првиот чекор да чујам? Да ме поканите на кафе. Јас ќе го сварам де. Така? Да. А со кого ќе го пијам тоа варено кафе? Си. Знаете, заборав да се представам. Ајде. Јас сум Сиси. Така? Да. Бо. И да, во превод моето име значи да. Италија, Сиси. Фабричка мана, не знам да кажам не. Опа. И така, Сиси. Вака Сиси. А пап? Јас имам пак малку вака чудно е моево име. Не можам да се пофалам дека. Да, Имате Живко. прекрасно име. Така? Живко. Не, мајче. Знаете, мене ме асоцира на нов почеток. Така. Ново време. Опа. Нова љубов. Нов милениум. Уј, така. Ајде да го пиеме кафето. Ајде, Да. се предавате, а? Се предавам. Конечно, Нема. време беше. Спас, нема спас. Ајде. Што ме има најден. Мислев има нешто. Си, полека. Да, крцна. Нема ништо. А то крцнало Ако нешто. нека крцка, ќе купиме ново, ќе А купиме. така ли? Да. Па баравте, гледајте сега. Така, да. Так, да. Да, знаете, вашиот стан е како светот, ама глобално ако гледате на работите. Ако гледате глобално на работите, тоа значи дека гледате поедноставно на работите. Така? Да. Убаво. Него да ја легниме вака работава малку... Што? Да бидеме по-практични. Практични. Како се Имате викавте? право. Аха, така. Полека. Сиси? Сиси, горе, комшика, нова, над вас. Да. Афав. Опоп. Да, опоп. Ау. Да. Така. Да, инаку тази мажена за многу суеверен трто. Маш ми е многу суеверен. Постар човек, така, вистина, постар човек, ама сакаше во новиот бизнис да си има и нова жена. И така, нов бизнис, нова жена, старата жена и децата ги шутна, ама не сум јас виновна. Не. Јас не сум виновна што старата жена си ја заборави тој. Да. Јас не сум виновна. Точно. И сега тука сме, еве, горе над вас, нов стан, нов бизнис, нова жена, апап, сиси. И така. И тука сум до кога? Зависи од тебе. Да бидеме попрактични, зависи од тебе. Од мене? Да. Знаете, многу сум суеверна. Се врзувам за имења. А твоето име? Срцка! Живко. Нов живот. Нов почеток. Живче. Жилче. Жилчен цен. Мачице моје, злато, моја љубов, Лилеве
Цапай се ти на цега, бе, мачи. Да те запознам, ова е нашиот сосед, комшија, како сакаш, Живко, Мило ми е. Живче. Жив Соколе. Така, да. Знаете, ние вчера се доселивме. Знам. Да. Мачец, ајде седи, маца, да ме Да. најдем, ајде. Чекай, Што? па ние се познаваме. Бате Живко! Колку се радувам! Роднини? Роднини? Големи роднини од две жени деца. Баба. Драга моја Сиси, овој човек овде, Бате Живко, и неговиот партнер, Бате Боше, тоа се тие. Браво. Тие. Да. Кој тие? Да, не знам. Извинете на овој излив на возбуда. Морам да ве бакнем. Од кога ми ја купивте фирмата, мене ми тргне. Да. Знам. Нова фирма, нова жена, нов стан. Драга моја Сиси, ова е човекот, вистинскиот човек. Ние сме над него. Да, знае, Злато. Извинете за овој излив. Знаете, ние сме малку суеверни. Бркаме шема, не водат знаци. Леле, ќе умрам од среќа. Да, господине Живко. Се обидувам да бидам весел, расположен и заедно со вас да... Арно, времето трча. И од ова чудо треба да направам пристоен стан за живење. Ме разбирате? Дали те разбираме? Злато мое. Ајде, оди среди јакуината. Да? Трчај, маче. Срцка. Моето сокле, знаете ли колку добро ми ја чини? И многу се возбудувам кога ми ја чини. Постојано го терам дома да ми ја чини. Да. Крпче? Кај си, бе, Бате Живко, бе. Те нема, и оп, ќе се изгубиш пак. Еден телефон да свртиш баре, бе, ба. Абе, старите беа дојдени, тате и мама. Ако е убаво, како се ти? Тате не е доа. Што му е? Арен беше летовска. Овде, бате боле, како одат работи, бе? Зечето како? Зечето струја. Ането лета двајцата, бе, пушка се. Бате боле да не полетаме и ние некако. Да ти кажам, размислував за животов. За мојот, за твојот. Пак те фатија тебе нервите. Ми доа... Чекај. Што? Чекај. Ми доаѓа да се вратам село. Ке си купам, браче, 10 овци. Убајни, право дупени. И само 10 овци? И само 10. Готов си, Бате Живко, готов си ти. Барем да им се најдам на старите. Другото... Учи, бе, Блаже, бе. Ке дојам да ти испрашам. Тате е многу болен. Да ги задржеше барем овде. Нека легни малку стрiko в болница и... Каде е, бе, бате боле овде? Кај да легни, бе, братче, во болница? Кој ќе го гледа тука? Милка ќе ти гледа свекор и свекарва? Или да му ги дам на она, на брат ми? Бре. Абе, што не си зеде некоја од Штрбова? А ти со онај Мисон Дупенски како се устреќе, мајке, е страшна комбинација. Исто гомно, бате боле, исто. Гомно на квадрат. Така е. А с ношти да ти кажам, сонував. Се сеќаваш на тој Васка на Стрика Ѓоргија? До 8 учевме заедно. Австралија што замина. Тој. Го сонував како го испраќаме. Пак пуштил тате ми кажа пари нешто за црквата ќе ја... Да ја поправи, да помогне. Васка да ти е, мај. Слушај, ај да набавиме нешто пијачка, јадачка. Ајде, празна е кафана. Оди. Теткана, јас морам да се изгубам од тука. Во голема каша сум.
Што ти стана наеднаш? Ви треба некој? Да, собственикот на кафанава. Барате работа? Не. Јас си работам во парфюмерија. Убаво. Се брзам, ми треба блажа. Собственикот на кафанава? Убаво. Дечко ми е... го нема, 2 недели не е појавен. Зафатен е со кафанава. Добро, каде можам да го најдам? Важно е, морам да го видам. Денеска полага историја. Учи. Историја на угостителството на Македонија. Знаете, угостител без историја никој ништо. А вие? Јас сум готвачка. Добро, каде да го најдам? Морам да го видам. Знаете ли каде е градинката Весели цветови? Не, зошто? Таму секој утро го носи синчето. Син? Ке го убијам. Кажете му дека е мртов. Не знае со кого си фатил работа. Ке му кажа. Поздравите го од Горда. Мамето него. Па има ли повод за ваков свечен ручек, свате? Сваќата за се бара некаков повод. Не гледат, сите сме растрчани. Сакав само да се собереме, ете така. Абе, кај нас ручекот село? Абе, тоа беше церемонија, бе. Супава пак си ја пресолил. Ба нели девојчињава сакаат посоленко? Тато, супер е. Зете. Како си се замолчил? Изморен сум, дедо. Цела ноќ учев. Извини, свате. Ама многу ми го товаривте детето. А товарано магаре брзо ќе липса. Сега малку нека се измачи, за после да му биде полесно. Млад е, здрав. А што е најважно, и многу брзо учи. Вчера, на работа, пак ми се закачи еден дупенец. Ме измалтретира. Ама ми кажа една многу интересна приказна. За големото швалериште. Мамо, пак почнуваш? Па ти. Човек ништо не смее да каже. Живко јуниор последниве 2 дена ништо не јаде. Само кенка, плаче. Одам да го наранам. И вие бевте такви. Ништо не јадете. Арно и што пораснавте. Вчера кога го носев златото дедина во градинка, ме сретна некоја момиче ли беше, жена ли беше. Ти си таткото на Блажета, ти си таткото на Блажета. Добро, мама. Убав, тој мајка. Не ми се јаде. Ме боли главата. Сите имаат семејства, па и ние. Сме ги разгалиле. Жено, те молам. Сте ја разгалиле? Бога ми, детево мое, откако е дојдено кај вас, се така некако ми е скршено, нерасположено, упропастено. Гледам. Јадете спокојно, ве молам. Тато те моли, ти седи тука. Глупа една. Тате, ти си
Ја, злато, татино. Многу ми е тешко. Знае, тато. Не те послушав. Исправи се. Дојди кај тато. Не можам. Не сакам да ме видиш ваква расолзена. Оди јади, ќе ми помине. Ајде. Го сакаш, тато? Да. Најмногу на свет. Сите колеги и колешки ми се подсмеваат. Ми ги кријат текстовите. Доаѓа на факултет и тресе глупости. Знае, тато. Тато, не можам во продавница да влезам. Жените ми се смеат, шепотат нешто. Еве вчера во парфимерија. Една ме нападна, а тој се прави на 3,5. Ќе го послушаш, тато, сега? Да. Среди се и дојди да ручаме. Немај гајле. Остави се на мене. И немој повеќе да те гледам со солзи во очите. Добро? Добро. Ке дојдам. Колку е убаво да се има умен татко. Боже, Боже, каква промена! А оној мојон сиромав без татко. Многу татковци, децата килави. Уште ако го правил некој трубач, тогаш... Жено, вечер ве носам сите во театар. Ајде сега нека дојдат побрзо тие мајсторите ова да го средат. Што е ова брмчење овдека? Не можам да работам. Веднаш. Конечно, бате Живко. Мојот знак, моето второ јас. Убаво изгледам, а? Многу убаво изгледаш во овие канцеларии. Нови простори. Така, а? Многу. Божествено. Жилче, да те прашам нешто. Да ме прашаш нешто? Ама да ми одговориш. Да ти одговорам. Што мислиш, колку килограми ослабе последниот пат кога се видовме? Тешко прашање. Одговори. Не може. Зошто? Нешто кантарот не ми е денеска со... Ами инсистирам. Ама какво инсистирање? Не можам и готово. Нема инсистирање. А може од гуторе? Може. Така, на памет? Да. Еве, 3 кила. 3 кила. 3 кила. Не е точно. Не. 3 килограми. 2 килограми, 973 грама. Точно. Грама. Точка. Да. Точно. Да. Така. Фантастична бројка. Фантастична, да. Страшна работа. Туку да ти кажам нешто. Кажи нешто, кажи. На соклено моја му се сложи. На оној како пеперутка што е? Да не сака да летне на небесното царство, да. Не. Не? Не. Заврши в болница. Диагноза депресија. Депресија. И сега предпоставувам бизнисот го водиш ти, нели? Си. Жилче не. Не. Тебе ти го препуштам. Мене? Тебе, да. Ваше височество. И покрај вашата понуда. Да? Жилче. Бе, жено златна, бе, главо дебела, бе. Што сакаш ти од мене? Еве, имаш половина час да се средиш. Доволно е? Не е доволно. Не е доволно. Јас сум шокирана, Жилче. Не е доволно. Шокирана? Да. Шокирана, мокирана. Што побрзо од тоа подобро. Те пачиште. И тоа. Балкан бој. Види. Опасно. Да. Епа, Жилче, а да се договориме една работа? Што да се договори? Па јас тебе да ти се препуштам целосно. Комплет. Така, да. Без 2 килограми, и како беше она 357-80 така грама? 730 грама. Не ми одговара, 730, не ми одговара и таа варијанта отпаѓа. Ти знаеш што си? Отпаѓа. Ти си, бре, типичен случај за посматрање. Ете, тоа си ти. И тоа... Ненормален е. И да знаеш дека е така, точно. Да. Слушайте, Жилчева, ама јас сега ќе се средам. Ма што има да се кажеш? Што да те средиш? Јас во оваа игра
влетав и сега сакам да победам. Јас секогаш победувам. А вие распрашете се малку, лево, десно. Вашата улога, да не речем последна креација, што сте ја замислиле и лошо ја изигравте овде, во мојава фирма Рендешо, заврши. Вашето старо сокле, господинот Сокол е одбрал погрешни луѓе за лечење на неговите фрустрации. Сега треба да се појави и да ме најде во твојата преградка, па ти треба да почнеш да врескаш, да викаш, помош да бараш. Ајде бре, викај, ајде, што чекаш? Урлај! Значи, јас сум силувачот, зверот кој распердушува невини и безпомошни жени. Викај, викај, ајде! На овој начин господинот Соколе сака да си ја врати фирмата, а? Колку ти плати? Се продава за скапани 1000 марки. За бунда. За хулахопки со ликра. Повелете, господине Соколе? Повелете, влезете слободно. Знаете, господин Живко, пардон, бате Живко. Врескање повеќе нема. Викање ич. Потенцијалниот силувач наеднаш стана тепач. Тепач? Тепач. Знаете, господин Живко, јас сум во страшна депресија. Еве, пијам апчиња за смирување. Сиси? Која Сиси? Која Сиси? Никоја. Мора да ти кажам две работи. Бате Живко, ако ме удираш, уди ме по задникот. По задникот? Да. Каков задник, бе? Ти си една обична пи. Добар ден. Добар ден. Па, полиција. Како сте? Барам 2 особи. Предпоставувам дека тие 2 особи се наоѓаат овде. Господинот Соколе, Димитриевски и Ружа. Ружа Перевска. Треба да ги приведеме во полиска станица. Јас го почитувам законот и ќе ви дозволам да ги приведете. Малото Сокле и Сиси. Овие? Да.